Во 53 година некаде во Охрид работав тога и на сонце најдов во црквата наша Света Богородица, бев застанат пред светата врата гологлав. Ми се даде еден сребрен крст, бел, во големина од 25 сантими. И го држав здраво на деснава страна. Во срцето на Македонија, скриено меѓу планините, лежи селото Јабланица. Овде, во оваа тивка и живописна средина, животот тече бавно и мирно. Но денес е посебен ден за жителите на ова мало место. Денес во Јабланица пристигнува митрополитот Тебарско-Кичевски, владиката Тимотеј, за да го одбележи 100-годишниот јубилеј на еден посебен човек. Со оваа свечена посета изразуваме нашата длабока почит кон нашиот дедо Петре, попот Јабланички, кој својот живот го посвети на Бога и својата заедница. Ова е приказната за човекот чија вера и служба ја обележа историјата на ова мало село. Дедо Петре, кој неодамна го прослави својот 100-ти роден ден, остави длабока трага во животите на многу луѓе. Неговата посветеност и љубов кон својата заедница се непрекината инспирација за сите нас. Протојереј Петре Петровски е роден на 6 јуни 1924 година во Јабланица, од таткото Стефан и мајката Стефана Петровски. Тој е нивната прва рожба, пошто се раѓаат и сестрата Ивана и братот Роман. Основното образование, во тоа време четврто одделение, го завршува во родната Јабланица во 1936 година, а веќе истата година, на своја 12-годишна возраст, започнува да работи во тогашниот бакалски дуќан на татко си, Стефан, што се наоѓал веднаш до нивната семејна куќа во местноста Топлец и Јабланица. Под црковниот бајрак, допрен до знамето на тогашниот италијански окупатор во 1941 година, се жени со својата животна сопатничка. Неговата попадија Ленка, која потекнува од соседното погранично село Лакајца. Со неа го оформува своето семејство, во кој има 4 деца, 3 ќерки, Мара, Милјана и Љубица, и синот Русе. Со влегувањето во црквата чувствуваме длабока почит и смиреност. Внатрешноста на црквата е осветлена со свети
а иконите блескаат под нежните зраци на светлината. Митрополитот Тимотеј го води верниот народ во молитва, со глас кој одекнува низ камените ѕидови на ова свето место. Започнува светата литургија, исполнета со благодат и божествено присуство. Гласовите на хорот се издигаат, мешајќи се со мирисот на темјан и свечената атмосфера. Ова е момент на длабока духовност и заедништво, каде верниците се обединети во молитва и благодарност. Иако дедо Петре не е присутен тука денес, неговото духовно присуство се чувствува во секој агол на црквата. Со сигурност би бил задоволен да ја види својата заедница собрана во чест на неговото столетие. Литургијата продолжува како сведоштво за вековната традиција и верата што не само што го води ова мало село, туку и го поврзува со поголемата заедница на Македонската православна црква. Со секој миг чувствуваме како времето се запира и сите ние сме едно во ова свето место. Во борбите за ослободување на Македонија, есен 1944 година, се вклучува како припадник на партизанскиот одред од Тетово. По враќањето од војска и со затворањето на семениот бакалски дуќан, поради политиките на тогашниот нововоспоставен режим, заминува с мајстори, да работи како градежен работник во тајфата на својот војко. Во новото општество, каде што и покрај остварената национална слобода на својот македонски народ, се наметнува осуда, па и известна забрана на религијата како дел од духовната голгота на човековото постоење. Во неколку наврати е повикуван да ја реализира својата животна мисија, она за што цело време предчувствува дека е роден да биде свештеник и духовен учител на својот народ. По Божја промисла, Насон е повикан да биде духовник, да биде поразличен од другите, да биде јагне меѓу волци, и во тоа и такво време на вистинско искушение, да успее да се сочува, обстане и намножи Христовото стадо. Како човек да биде вистински човек, свештеник да биде како вистински свештеник да биде, да личи на оно што ова не е само облече црна мантија да имаш на тебе, ова да ја обелиш. Воскреснатиот од гробот и зачетникот на наши. Помолите на сите словенски посетители и ученици, клименти на Алмокинските ходителници и помолите на сите пророци, наши и помолите на сите крайни пророци за Бождане, и помолите на сите свети да не замините на спаса, како това и човек. Благослови Владико, Тако, просветицја се Твој пред човеки, на небесје, всегда ниње и присно. Човеце, благоволение Господи, уснемо отверзе
вознесеш и уста моя возвестят славу Твою. Време да му се служи на Господа, благослови владико свети, помоли се за нас владико свети, слободния владико. Служи Господу, благослови царство, устоява се и силно, и на вечни векови. Благословено е царството, на пресновски и светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Може да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви и за соединување на сие што пловат, патуваат, боледуваат, страдаат за заробените и за нивно спасение да се помолиме на Господа. Господи, Опасност да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштиту предадеме. Од тоа време добива можност да избере во која парохија ќе одвива својата служба. Но тој, на свое барање, со одлукот на епископот Преспанско-Битолски господин Климент, е поставен за парохиски свештеник во своето родно село, Јабланица, надлежен и за соседните села Вакајца, Бискупштина, Безево, Нерези и Боровец. Својата заклетва ја исполнува во секој еден сегмент од своите денови, часови, со целосна посветеност на неговиот благороден животен повик. Духовниот порив, Божјата подкрепа во текот на целото свое служење, од неговиот лик создаваат свештеник кој станува почитуван и ценет, како меѓу својот народ, за чиј духовен пастир е поставен, така и меѓу свештеничките и монашките редови на МПЦ. Да се радува земјите, зашто Господ покажа сила со својата рака. Со смртта ја уништи смртта, и стана праведец меѓу умрените, Господи,
Спасителите, и аз греши немощната дръзкост наде, молите по неговите молитви, спаси ги нашите души. Ангелът я поразил горделивостта и дръзкостта на враговите, духовие и сия истина, честне духа, и настине, и сме отвратите хати, небеса нам ликува и се радува Дева. Отцу и Сину и Святому Духу, пророче и предвидувачно на великите Христос и дней само, со всею Его Богом хранимую пас Твою, подашь, Господи, мир, здравие же и спасение, и от всем благое посвящение. На враги же победу одобрение и сохрани Его на многая лета. Подашь, Господи, мир, здравие же и спасение, и от всем благое посвящение. На враги же победу и одобрение. Со завршувањето на светата литургија и по премиерата на нашиот документарен филм за животот на Дедо Петре, денот во Јабланица се ближи кон крај. Но денеска денот не е само одбележување на 100-годишнината на Дедо Петре, туку и потврда на неговото наследство кое продолжува да живее во срцата на сите нас. Неговото духовно водство и љубов кон заедницата се само едно големо сведоштво за вистинска верба и човечка добрина. Иако може би Дедо Петре не беше тука лично присутен денеска, сепак сите ние се почувствувавме како да ни беше во непосредна близина. Со ова завршува нашиот поглед во животот на Дедо Петре и неговото 100-годишно служење. Благодарни сме многу што можеме да го споделиме неговото патување и посветеност и ја чуваме неговата лекција на вера и љубов во нашите срца. Благодариме што бевте со нас во оваа посебна прилика. Нека споменот на Дедо Петре продолжи да биде светлина и инспирација за сите нас. Му благодариме бескрајно за се.
Što je nečisto dobro, pribavite dobre, državno. Което донесе много приятелство големо. Че беше там, дето толкова не посъмират така, малко суша. А не на му се роби да съм жидял чушка, любовничка да бъде. А то Господ е рад да се така изпели.